Добар ден, го гледате дневникот на Канал Плюс во 16:30 за информации за денешните случувања. Почнуваме по кратката најава на делот содржините. Нов асфалт деновиве се поставува на улици во Македонска Каменица, Делчево и Штип. Наскоро обнова на улиците ќе има и во руралните општини со пари од Агенцијата за рурален развој. Истокот од државата не влегува во рутата на мигрантите кои секојдневно минуваат низ државата, но институциите треба да бидат подготвени за справување и со мигранти и со трговија со луѓе. Денес се слави празникот Преображение, еден од централните христијански празници. Во минатото овој празник го означувал почетокот на студениот период од годината. Почнуваме со содржини за инфраструктурни зафати кои се секојдневие во добар дел од општините на истокот. Во општина Македонска Каменица во тек се инфраструктурни зафати во центарот на градот, како последна подготовка за денот на рударите. Се асфалтираат неколку улици, како и локацијата каде за празникот се изложува рударската механизација. Инфраструктурна општина Македонска Каменица се подготвува за 28 август, денот на општината и денот на рударите. Нова уличка ќе добие централното градско подрачје, каде на 28 август ќе биде поставен возен парк на рударски машини, активност која општина Македонска Каменица ја реализира заедно со рудникот Саса. Покрај ова, за денот на општината ќе бидат асфалтирани и уште неколку улички и пристапни патишта во Македонска Каменица. Во моментот работиме на асфалтирање на улицата која што ќе го поврзува улицата Киевска со централното градско подрачје. Таму течат интензивно градежните активности. Заедно со рудникот Саса ќе поставиме еден парк на рударски машини кој што ќе биде пуштен за 28 август. Значи при крај се улиците и планираме за 28 август да бидат завршени, а тоа е до Карадачка мала, до Струјевска мала, како и еден крак на улицата Каменичка, така да неколку инфраструктурни проекти ќе бидат завршени за денот на општината и денот на рударите. Средствата за реконструкција и изградба на овие улици и патишта се обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица. Пристапните патишта се некаде вредност од околу 10 милиони денари, изведувач е фирмата Стоименов, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица, додека улицата во централното градско подрачје која што поврзува со улицата Кејска, како и подпорензите поврзување на улицата Илинденска со улицата Гоце Делчев, која што е така да кажеме тендерирана во овој проект, е вредност од околу 10 милиони денари, изведувач е фирмата Хитградба, исто така средствата се обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица. Освен инфраструктурно, општината го уредува градот и хортикултурно, а се подготвуваат и голем број на културни и музички настани, кои ќе бидат предвесник за големиот настан, каде главна звезда ќе биде Лепа Брена. Општина Штип продолжува со асфалтирање на сообраќајници и улици во градот. Асфалтирана е пристапната улица до стадионот со вештачка трева во блок 2000, како и пристапот до јавното претпријатие ИСАР. Асфалтирањето на штипските улици продолжува и во наредниот период. Во Штип продолжува асфалтирањето на улици во повеќе делови на градот. По 40 години со асфалт ќе се поврзе управната зграда на јавното претпријатие ИСАР, со што ќе се подобрат условите за влез и излез на службените возила, но и на граѓаните кои имат потреба од администрацијата на ова јавно претпријатие. За 2 дена ќе заврши асфалтирањето и на паркинг просторите кои што ќе ги направиме овде кај седмата кула, ќе бидат проширени паркинг просторите и паркинг простор ќе направиме овде во самото јавно претпријатие асфалтиран за леки коли, односно за странките кои што ќе доаѓаат овде во јавното претпријатие, бидејќи немаше услови за паркирање. Додека исто така ќе го средиме и возниот парк, односно просторот каде што се паркираат тешките теретни возила, ќе биде одделен со посебна рампа, така да ќе се има посебен влез за леки коли и за странки, посебен влез за нашите тешки теретни возила. Вредноста на овој зафат изнесува над 20.000 евра. Од вчера со асфалт е поврзано и игралиштето над населбата Леваци. Тоа е крак од оваа улица во блок 2000, која што е асфалтирана во текот на вчерашниот ден. Ова е 23-тиот инфраструктурен проект во поглед на асфалтирање на сообраќајници улици во градот. Вредноста на проектот, односно асфалтирањето на улицата е околу 836.000 денари, а градежниот зафат го изведе штипската фирма Коле Транс Инженеринг. Во оваа улица, која е со должина над 200 метри, општината вложи над 700.000 денари.
Во Делчево во тек е реконструкција на пешачки патеки во централното градско подрачје. Градежните работи ги изведува јавното претпријатие Брегалница Делчево, а активностите се реализираат согласно програмата на градоначалникот Дарко Шехтански. Деновиве екипи на јавното комунално претпријатие Брегалница работат на реконструкција на неколку критични и раскопани тротоари низ градот. Поправена беше пешачката патека пред основното општинско училиште Ванчо Прке, која е неопходна за учениците кои од 1 септември ќе ја започнат новата учебна година. Моментално се работи на уредување на тротоарите пред паркингот кај спомендомот Астно, Мигратскиот парк во Делчево. Оваа активност е дел од годишната програма за работа на јавното комунално претпријатие, заедно со единицата на локалната самоуправа. Тротоарите се уредуваат со павер елементи, бекатон плочки. Предходно успешно беа завршени градежните активности со кои беше изградена делница од тротоар на потегот од црквата Свети Кирил и Методи до новиот градски парк во населбата Ново Делчево. Комисијата за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во Штип ја следи актуелната состојба со секојдневниот наплив на мигранти кои транзитираат или остануваат во државата. Штип не е на патот на мигрантите, но во неколку наврати овде се прекинати мрежи на криумчарење на мигранти, во кои биле вклучени и граѓани на Штип. Илегалната миграција или трговијата со луѓе е проблем со кој се соочуваат сите земји во светот, а веќе неколку години и нашата држава. Денеска Комисијата за борба против трговија со луѓе и илегална миграција ја разгледа ситуацијата околу проблемот со криумчарењето луѓе кои заедно со секторот за внатрешни работи ја следаат ова состојба. Во последниве неколку месеци се забележани поголем број случаи на нелегален влез и пренос на луѓе од други држави кои нашата територија ја користат за транзитирање кон земјите на Европската унија. Штип за среќа не е град каде се тргува со луѓе, а што се однесува до криумчарење мигранти на територијата на општина Штип, се пријавени неколку случаи од овој вид казниво дело. Советот на општина Штип кривични дела од видот трговија со луѓе казниво по член 418 а и од кривичниот законник на Република Македонија според статистичките евиденции на СВР Штип за првото полугодие од 2015 како и од изминатата 2014 не се евидентирани. Значи немаме класична трговија со луѓе. Од останатите видови на деликти кои се поврзани со борбата против трговија со луѓе и илегална миграција, односно со злоупотреба на положбата на мигрантите кои транзитираат низ нашата територија на наведениот период, евидентирани се следниве кривични дела. По член 418б, криумчарење мигранти, во 2014 година евидентирани се 4 кривични пријави за сторени 4 кривични дела, од кои 3 кривични пријави се извршени на територијата на општина Штип, и тоа во тие кривични дела се криумчарени вкупно 30 мигранти, од кои 18 лица се од Сирија, 10 мигранти се од Авганистан и 2 се од Сомалија. Во ова кривично дело криумчарење мигранти се вклучени лица од нашата територија и се од ромска националност, додаде Санева, председател на Комисијата против трговија со луѓе. Во полициската станица Штип во 2014 година е евидентирано едно кривично дело за поттикнување за извршување на делата трговија со луѓе, малолетници и криумчарење мигранти. По член 418в, организирање на групи и поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти, во 2014 е евидентирано едно кривично дело на подрачјето на полициската станица Штип, а во 2015 не се евидентирани такви кривични дела. Во сите случаи, како што кажав, мигрантите со решение за привремено задржување на странец се сместени во прифатниот центар за странци во Скопје. Без разлика што истокот не е рута на мигрантите кои патуваат кон европските земји, институциите треба да бидат спремни за решавање на проблемот околу криумчарењето и трговијата со луѓе во нашата земја. Представници од Американскиот мировен корпус имаа средба со своите домаќини, каде ќе престојуваат за време на нивната 11-неделна обука во Штип. Од 20 септември до 4 декември тие ќе престојуваат во Штип, пошто ќе заминат низ цела Македонија, каде што ќе живеат и работат во наредните 2 години.
Од 20 септември до 4 декември нова група волонтери од Мировен корпус од САД повторно ќе престојуваат во Штип. Денеска представници на Мировниот корпус одржаа средба со семејствата домакини, кои во нивните домови волонтерите ќе треба да престојуваат 11 недели. Посебни обврски за време на нивното престојување кои треба да го возможат семејствата нема. За тоа се добива одреден надомест, кој што не е, некоја не знам колку голема сума за да може да се заработи, не е ни тоа целта, нели тоа не е приход, туку едноставно се покријат трошоците за уште еден член на семејството. Целта на посетата на волонтерите од Мировен корпус е што повеќе да научат за нашата земја, да го научат нашиот јазик, да ги споделат нивните вештини. За време на нивната обука нема да земаат плата, а трошоците за нивното сместување кај штипските семејства ќе ги покријат од Мировниот корпус. Многу едноставно. Најважно од сени е семејствата домаќини да ги прифатат волонтерите како членови од семејството. Тоа е и успехот на нашата програма, тоа е и целта, за да можат подобро да го научат јазикот и да се прилагодат на културата на живење во Македонија. Треба да можат да обезбедат во станот или куќата каде што живеат една просторија, една соба која што би била за волонтерот или волонтерката и која што би имала основните работи во неа, кревет, гардеробер, масичка каде што би можеле да работат и да може да ги обезбеди семејството трите оброци во денот, поедок, ручек, вечер. Семејствата домакини кои ќе се грижат за гостите волонтери како да се нивен член од семејството ќе бидат платени по околу 3700 денари неделно. Оваа година ќе пристигнат 49 волонтери американци, од кои 12 ќе бидат во Штип. До сега се пријавиле околу 10 семејства, а аплицирањето ќе биде до крајот на август, пошто представниците од Мировниот корпус ќе ги посетат пријавените семејства за да оценат каде најмногу ќе одговараат условите за живењето на волонтерите. Инаку Мировниот корпус на САД е покана на владата на Република Македонија и е присутен од 1996 година. Волонтерите ќе живеат и работат во наредните 2 години во повеќе градови на Македонија. На дневен ред на седницата на локалниот совет за превенција денес беа состојбите од безбедносен карактер со ромите населени во поранешното нервно оделение во Штип. Надлежните институции ќе ги интензивираат средбите со жителите во овој објект за да се подигне квалитетот на живот на ромите, но и да се превенираат понатамошни инциденти и насилства. На денешната седница на локалниот совет за превенција во Штип главна тема беше да се утврдат мерки кои надлежните институции ќе ги превземат за да се подобри животот на станарите во поранешниот објект на нервното оделение. Меѓу проблемите со приоритет на решавање и безбедносната состојба во и околу поранешниот диспанзер. И се заложивме да го решаваме проблемот кој што го имаме од безбедносна причина и понатаму во иднина ќе работиме сите заедно на кој што се договоривме за да го решиме проблемот кој што ни се појавува. Советничката на општина Штип од ромската националност Енисе Демирова истакна дека е потребно зајакната превентивна програма за ромите населени во овој објект. Имаме фактички колективно решавање, секој своите задачи ќе се ги преземе за да се реши тој проблем. Ние како или јас како советничка од ромска националност, имам задача поединечно со сите семејства да направам состанок, да се координираме, да видиме некако да се издигне свеста за поквалитетно живење на тоа население, да се упатат децата во школа, да одат и да не прават девијантни работи, мораме некако превентивно да делуваме во таа насока. Во близина на поранешното нервно оделение, неодамна беше нападнат жител на Штип од страна на лица сместени во поранешното нервно оделение. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев, полицијата и надлежните институции денес ги разгледаа овој и останатите проблеми со кои се соочуваат и ромите во овој стар објект и жителите во околните населби. Исчезна девојче од Штип. Завчера во полициската станица во Штип лице со иницијали НО пријавил дека истиот ден од домот во непознат правец се оддалечила неговата 14 годишна ќерка. Полицијата превзема мерки за пронаоѓање на девојчето.
Денес православните верници го слават празникот Преображение, еден од централните христијански празници. Овој празник има длабока смисла во животот на нашиот народ и во минатото го означувал почетокот на студениот период од годината. Порано од Преображение луѓето повеќе не се капеле во езерата и реките. Се вели дека од овој ден гората се преобразува. Православните верници денеска го чествуваат празникот Преображение на Господ Исус Христос, кој спаѓа во големите празници и е еден од 8 Христови празници. Со поголемиот број обичаи и верувања, овој празник има значајно место во животот на нашиот народ. Денес Светата православна црква си спомнува за Преображението на Господ Исус Христос, кој се случило на планината Тавор, каде што Господ Исус Христос се преселил во сета своја слава. При таа прилика тој со себе ги зел Петар, Јаков и Јован, за да ја покаже неговата светост и неговата служба. Во таа прилика при преобразувањето на Господ Исус Христос биле присутни, се појавиле исто така и пророк Илија и Мојсей. И светиот пророк Илија зборува за неговите страдања кои што ќе следуваат, а додека Мојсей зборува за законот што требало да дојде со Господ Исус Христос. На овој ден Светата црква има обичај да го благословува новиот род од лозовите насади, кои православните верници после причеста за прв пат каснуваат грозје од годинишниот производ. Грозје, лубеница, класие, сега тоа се дава, раздава се на најблиски, комши, роднини и така. И од 18 годинки си ја дигам панагијата за здравје и празнувам си празнично, повикнам си некои луѓе дома со ручок, со панагија, со гласки, што рече другарката, лубеница, грозје, тоа. Во спомен на овој настан, Светата црква го востановила празникот Преображение Господово, што се празнува секоја година на 19 август, за време на богородичните пости, пред празникот Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица. Рускиот председател Владимир Путин се спушти со подморница на дното на Црното море. Руските нуркачи во мај на дното на ова море пронашле остатоци од брод кој наводно потекнува од времето на Византија. Путин во рамките на 3-дневната посета на Крим реши со мала подморница лично да се увери во изгледот на бродот. Инаку Путин беше во посета на Крим со цел промоција на туризмот. Околу 400 деца се убиени и над 600 се повредени од почетокот на вооружениот конфликт во Јемен, соопшти УНИЦЕФ. Во просек умираат 8 деца на ден од почетокот на конфликтот во март годинава. Овој конфликт е голема трагедија за јеменските деца кои умираат од бомби и куршуми, а тие што преживуваат се под закана од болести и недостиг на храна, се наведува во извештајот на УНИЦЕФ. Според Агенцијата на Обединетите нации, 398 деца се убиени, 377 се врабувани за борци, а 1,3 милиони се принудени да ги напуштат своите домови. УНИЦЕФ наведува дека 10 милиони деца, речиси половина од населението на Јемен, имаат потреба од итна хуманитарна помош. Германскиот Бундестаг денес одржува специјална седница на која одлучува за новиот пакет помош на Грција вреден 86 милиарди евра. Германските медиуми оценуваат дека ова е причина за сериозна кавга меѓу пратениците и се наведува дека владата во Берлин сака Меѓународниот монетарен фонд безусловно да учествува во овој пакет со помош. За канцеларот Ангела Меркел и министерот за финансии Волфган Шојбле, покомфорно решение е доколку ММФ строго го надгледува грчкиот буџетски дефицит и дисциплина, пренесуваат медиумите, укажувајќи дека Берлин останува при своето и не сака отпис на долгот на презадолжената Грција.
Женскиот ракометен клуб Делчево го освои третото место на интернационалниот турнир во ракомет Скопје Куп 2015, кој традиционално по втор пат се одржува во главниот град на државата. Екипата од Делчево во една драматична завршница беше подобра од екипата на ракометниот клуб Требјаше од Никшич, и тоа после изведувањето на пеналите. Пресудија одличните одбрани на голманката Сандра Митевска, која воедно беше прогласена и за најдобар голман на турнирот. Од стручниот штаб на ракометниот клуб Делчево упатуваат големи честитки за одличната игра и несебичното залагање на целата екипа, која што во текот на турнирот покажала и докажала дека кога се сака со труд и желба може да се постигнуваат врвни резултати и дека Делчево треба и мора да биде гордо на новиот успех, затоа што тоа е успех и на самата општина. Инаку во борбата за првото место екипата на ракометниот клуб Бар од Црнагора беше поуспешна од екипата на ракометниот клуб Металург од Скопје, со што го повтори минатогодишниот успех. Синоќа се одиграа првите надпревари во рамки на турнирот во мал фудбал Проби Штип 2015. Во надпреварот од групата А, тимот на Јаншпет Штип загуби од екипата на Мултимедија Нет Куманово со 2:3, додека во рамки на надпреварот од втората група, екипата на Ејам Штип беше поразена со 2:4 од тимот на Лавови од Крива Паланка. Во групата освен екипите на Јаншпет и Мултимедија уште играат и екипите на Бели Брегови и Белфаст, кои што ќе се сретнат во рамки на денешниот надпревар, додека во Б групата денес уште играат и Аква Парк и Бучиште од Проби Штип. Надпреварите денес започнуваат од 19:45, односно 20 часот и 35 минути, а турнирот ќе се игра се до недела, кога се играат надпреварите по групи, за да потоа веднаш се одиграат и четвртфиналните како и полуфиналните надпревари. Инаку турнирот Проби Штип 2015 се игра по повод 28 август, денот на општината Проби Штип и денот на рударите. Наградата за првото место изнесува 50.000 денари, додека второпласираната екипа ќе добие 20.000 денари. Генерални покровители на турнирот се ИММ Рудници Проби Штип, како и градоначалникот на општина Проби Штип Тони Тоневски. Ова е се во ова издание на Дневникот. Со овие и нови содржини гледајте неповторно во 20 часот. До тогаш имајте пријатно попладне со програмата на Канал Плюс.